на сите. Добро дојдовте во уште една епизода на Филмофилос, а ова е 11-тата епизода поред и многу ми е чест што успеавме да раситниме десетката, што би се рекло. Така што се надевам дека ќе имаме уште многу епизоди. А денеска имаме една епизода и една гостинка кои би се надевам дека ќе ве освежат и ќе отворат една тема која можеби е малку поразлична од сегашните теми. Имено ќе зборуваме за некои помладински теми, тинејџерски филмови и серии. И зошто на мене и мојата гостинка ни се битни, но пред да преминеме на темата, секако прво да дадам простор на Моника Стојановска. Здраво, Мони. Здраво, Максим. Како си? Супер сум и многу ми е драго искрено дека сум тука и дека ме покани, особено затоа што многу често си коментираме, си правиме реплайс на Instagram stories кога не знам двајцата ќе си се пронајдеме во некоја серија или филм што си ги сакаме и така некако баш ми е драго дека може и ваков муабет да си направиме. Да, и мене ми е особено драго, бидејќи често пати кој што рече и приватно ќе си спомнеме за некој филм и серија и баш ми е драго што сега ќе го искористиме просторот да зборуваме за нешто што ни е интересно. Но пред да почнеме баш за темата, да те представам, значи Моника има дипломирано на факултетот за италијански јазик и книжевност. Да. Но во последниве години си основач на брендот Моки, така? Да, така. Тоа е една креативна работилница, колку што знам, кој беше прилично успешен. Не се сеќавам дека почна како Инстаграм иницијатива, да, и сега е баш поуспешен бренд. А истовремено си поетеса, јас така те знам, така те знаат и во скопските простори, се надевам. Да. И моментално, колку што знам, најавуваш 2 книги, една е збирка на поеми, твои поеми претпоставам, така? Да. И другата е илустрирана сликовница за деца. Да. Така. Добро, премногу работи кажи ми нешто за Моки за почеток. Па да, супер го најавила. Мислам, Моки е мој бренд, веќе си функционира неколку години, ама последниве години на моја среќа си доби физички простор, значи имам своја продавница во населбата Козле, кај што израснав. Тоа супер си функционира, многу сум среќна дека имам таа па на некој начин привилегија да се бавам со нешто вакво во животот. Работев попатно и некои други нешта, бев и медиумска аналитичарка и работев и со италијански јазик. Меѓутоа, овие неколку години баш ги посветив на тоа, на креативноста, на уметноста, нешто што мене ме прави лично најсреќна и најисполнета. Пишувам, да, збирка поезија веќе имам издадено во 2022, кон крајот ја издадовме. Сега ќе излезе годинава и втората, веројатно некаде кон есен. И да, многу сум возбудена за сликовницата за деца, која што е се уште на почеток. Меѓутоа, сум посебно радосна за неа. Не знам точно кога ќе излезе и кога ќе биде готова, меѓутоа, да, се надевам дека ќе биде баш како што го замислувам. Значи, таа сликовница е всушност твојот најскорешен креативен проект, пречувствувам. Да, и нешто многу поразлично од тоа што го правам. Мислам, јас сакам многу литература за деца, сакам илустрации за деца. Мислам дека книгите за деца си тоа како важни. И сметам дека за да се има за да се каже дека некоја книга за деца е добра, треба да биде релевантна и за деца и за возрастни. Така што мислам и тоа како голем залог и одговорен, така што ќе посветам време колку што треба и нема да го брзам. Да, точно. Така. Треба уметноста си бара време, да. Значи ти, чисто да појаснам за слушателите и гледачите, и илустрираш и пишуваш. Да, па мојот бренд се состои од тоа, односно како да кажам, производи на кои што се аплицирани моите оригинални автентични илустрации. Аха, одлично. Да. Кој претпоставам дека имаш илустрирано уште од дете, но па сега прерасна. И после го добив можеби најголемиот поклон што никогаш сум го добила материјален, зборувам, тоа беше таблетот за цртање и од кога го добив едноставно ми се отвори нов свет. И тогаш почнав да илустрирам, си отворив профил, многу брзо им се допадна на луѓето, некако многу убави коментари добивав за тоа и да, решив да си започнам нешто вакво.
Одлично. Баш ме радува. И се Фала надевам ти. дека ќе ја видам сликовницата во блиска иднина. И јас се надевам исто. Одлично. Ајде сега да одиме малце кон темата. Може. Вака едни прашања, прво да го скршиме мразот. Која ти е омилен филм или серија? Тоа ми е најомилено прашање. Да, е малку тешко. Многу е тешко Да. прашање. Еве серии и филмови, можеш да нафрлиш неколку. Филмови, вака гледам многу различни типови на филмови. Не мислам дека сум некаква експертка која што може да зборува за тоа, меѓутоа еве во последно време многу ми се допадна Perfect Days, не знам дали го гледаше. Wim Wenders? Да. Да, уште го немам гледано. На забележав Небото над имаше... Берлин сигурно го имаш Да, гледано. много Да, давно, тоа да. е фантастичен филм. И сега го гледав Perfect Days и бев фасцинирана затоа што јас сакам филмови во кои што се одвиваат многу споро, многу полека се одвиваат работите, нема некоја бомбастична тема или некое случување, кој знае какво. Не сум тој тип, не ме привлекува тоа. Го ценам, но не ме привлекува мене лично. Сакам едноставно убава кинематографија, убави бои, полека да се одвиваат нештата, да има убава длабока приказна, па дури да е зацкриена. Такви филмови сакам да гледам. Исто така Beginners многу ми има влијание. Го немаш гледано? Треба да го гледаш и ќе ти се свија, сигурна сум. Супер е и приказната е многу фина и естетски многу фино изгледа и баш ми е инспиративен филм. Се извинувам. Друго, не знам што би одвоила. Некои од класици што се малку постари, можеби? Па еве Dead Poets Society можам да го извадам. Па и токму одговара можеби со темата денешна. Можеме да го спомнеме. Многу ми има тој филм влијаено, така ми ги има отворено хоризонтите, ја има таа атмосфера што мене ми се допаѓа, таа Dark Академија, тој момент што многу ми е привлечен, затоа што веројатно ми е многу далечен од реалноста, па затоа ми е толку привлечен. А за серии, различни серии ми се допаѓаат, например од она класична комедија како Фрейзер. Тој хумор многу ми се допаѓа. Нормално основни серии како Breaking Bad, Mad Men ги обожавам. Fleabag ми се допаѓа исто така. Parks and Recreation многу ми се допаѓа. Многу различни серии, меѓутоа тука морам и да ги спомнам сериите за кои што ќе поразговараме малку денес, односно поблиски до темата Coming of Age, значи сериите кои што ја третираат темата на растење, на оставање на детството и влегување во светот на возрастните. Тоа ми е како да кажам едноставно комфорт, мојот комфорт. Уживам кога ги гледам. Исто и јас. Да, така што супер, но се надевам дека во текот на епизодава ќе видиме зошто уште уживаме. Бидејќи двајцата сме далеко од тинејџери веќе. Далеко сме, Максим. Да. Далеко сме. Да, за жал, или не. Всушност мене не ми недостасуваат тинејџерските години, воопшто, баш сакав да пораснам што побрзо. Тие години. Кога бев дете не сакав да пораснам. Да, ама сега Да, сега сум не би се вратил. Да. Таман ми е. Но уште ги гледам овие приказни. Тоа е всушност срцето на денешната дискусија, се надевам да видиме зошто. Да. И сега пред да влеземе подлабоко, да најавиме отприлика за кои јас и ти се договоривме, одбравме неколку серии. Да, одбравме. Решивме да се фокусираме на серии, како ќе спомнеме неколку филмови, но некако сериите бидејќи се долги, можат буквално да покажат едно цело средношколско искуство, едно цело адолесцентно искуство, еден цел премин од ептен млад до постара младост и така натаму, од тинејџерски до 20 години. И затоа мислам дека се многу поподатливи. Не знам дали би се согласила. Точно. И сега, за кои серии би сакала ти лично повеќе, пример, да се фокусираме? Епа, можеме дефинитивно да спомнеме Sex Education како една од моментално најрелевантните серии од ваков тип и многу важни исто така. Мене многу ми е драга Heartstopper серијата.
затоа што во последно време се опседнав со стриповите, затоа што Мгм. нели Хартстопер уствари оригинално И писателката претпоставам дека ги илустрира и ги пишува да, исто ги како илустрира тебе. и ги пишува. Она почнала на мојата омилена социјална платформа Tumblr, што ме Аха. направи човекот што сум денес. Добро. Значи тоа беше едно прибежиште за сите интроверти. И почнала од постирање на стрипчињата таму и толку многу тоа им се допаднало на младите луѓе, се разбира највеќе од LGBTQ заедницата, Мгм. што потоа веќе ги издава тие стрипови, на крај нели Netflix ја зема и ја прават серијата, Мгм. Пред што 3-4 сега ја години гледаме. мислам Да, дека да, да, почна. нова е, Да. да. Можеме да зборуваме за тоа. Мгм. Една од најсвежите работи што сум ги гледала, не најскоро, ама најсвежи, Derry Girls. Не знам дали ја Мгм. имаш Да, гледано. ја имам. Имаш Првата барем сезона нешто. имам. Да, да, Да. да. Тоа многу ми се допаѓа, се разбира можеме да спомнеме нешто како Freaks and Geeks или 70 Show, успат нешто како не знам, да направиме некоја споредба од порано какви беа, па Мгм. што има сега, Да, ново одлично. метнато, да. Да. Може. Јас би почнал да речеме честопати кога се збори за адолесцентни, тинејџерски и младенски теми, како и да ги Мгм. наречеме, во филмот, Да. најчесто 80-тите се земаат како подебна точка. Кој години? 80-тите години. 80-тите, аха. Например, филмови на Џон Хјус, како Да, како беше Ferris Bueller's Days Off, ако Да. го имаш гледано, како Clueless, 16 малку Candles позна, 16 иста, Candles, да. Breakfast Club. Да. И тоа се некои така буквално од американска кинематографија. Всушност и американците, Холивуд конкретно, нели, Мгм. има може да се каже дека имаат развиено тој жанр на тинејџерски филмови, Мгм. не дека не постојат во Европа или во Азија или подалеку Да. тинејџерски приказни, но таа американската слика за тинејџерски години на сите ни е позната. Да. Значи Класика. тие класи, да, Да. така, и класика има и класи во нив. Дефинитивно, да. Секојаш ги има популарните, непопуларните, згодните, незгодните и така Да. натаму. И тоа се привлекува низ сите овие американски филмови и серии. И за мене подобна точка се 80-тите, каде што беа овие филмови на Џон Хјус, а подоцна во 90-тите имаше доста популарни серии. Како Да. на пример Беверли Хилс, ако се сеќаваш. Да, ама многу малку имам гледано. Да. Да. И јас исто многу малку имам гледано, но знам малку повозрастни од мене, Ептан ја сака. Потоа имаше се сеќавам веројатно како дете имаш гледано волшебнички на Да, која не е баш тинејџерска. толку, да, меѓутоа интересно е дека јас за овие работи сум малку ограничена и тоа не ми се допаѓа. Значи не можам да гледам серии што не ми се толку релевантни во смисла не можам да гледам нешто со супер моки. Интересно. Да. И јас во мојот Ама список и тажно малце. Да, а зошто ме интересира? Не знам, едноставно тоа не допира многу до мене. Јас не сум на пример дете што има пораснато со Хари Потер. Ги имам гледано во подоцнежните години. Мислам дека тоа е една огромна дупка за едно дете, затоа што мислам тотален лек оф фентази имаш понатака. Но се сепак илустрираш и пишуваш нешто. Да. После сум пробувала да ги надополнам тие некои недостатоци. Ама да, ете и Charmed немам толку гледано. Да, не сум била толку внесена во тоа. Иако ми било забавно, сум го гледала после школа. Ми било фино. Да, и јас така се сеќавам. Макар што го имам доста заборавано, баш пред многу одамна беше таа серија хит и таа не е класична тинејџерска серија, но е младенска тематика, бидејќи стана збор за три девојки, три сестри кои поминуваат низ некои авантури. Сега во 2000-тите, сега јас вака малку историски влегов. Во 2000-тите имаме и други филмови и серии кои се поблиску до ова сериите што ги наброја. И особено она што ми е интересно што ако првите тие филмови во 80-тите и 90-тите беа чисто тинејџери во некакво средно школа, од тогаш наваму како да кажам, таа формула е цело време видоизменувана. Така. Да речеме, имаме тинејџери во Ептен, навистина богати средини, како округот Orange или Gossip Girl. Да. Потоа имаме серии кои се фокусираат само на женски ликови, тинејџерки, наместо тинејџери како Gilmore Girls, претпоставам Рори е така низиното тинејџерско искуство, или Derry Girls се девојки исто. Точно, да. Потоа имаме фантазија, ако што не ти е блиска, ама на пример The Vampire Diaries морам да ја спомнам, кога бев тинејџер баш ми беше хит таа серија. И таа серија буквално има врколаци, вампири и така натаму, и вештерки и слично, ама сите тие се символи за некакви тинејџерски проблеми. Барем јас така ја доживував и уште ја доживувам.
подоцна Sex Education и Heartstopper секако, Да. кои ги обработуваат тие квир моментално Да. посовремени тематики. Но не само квир тематики, воопшто земаат некои малку поинакви, посвежи перспективи. Да, за менталното здравје За ментал, особено. да, Што точно. порано не можеше баш да се забележи Не, во тие. воопшто не. Имаше булинг, беше како тема, ако се сеќаш, Да, дека сети се дефинитивно 2000-тите. да, сите нели има тука булис, па ги малтретираат Да. тие што се гикови, Да. и тоа беше концептот. Да, тоа беше концептот. Ама вакви некои теми многу помалку беа обработени. Не се ни зборуваше некако. Да, исто, и јас исто тоа. Или некако ептен Да. суптилно. Не беше некоја баш. Мислам дека и она што се смени е што порано имаше една-две тинеџерски серии и ако си тинеџер, тоа тебе ти се нуди. А денеска имаме многу поише разнорикости и избор. Да. Значи, ако не сакаш Netflix да гледаш, можеш да гледаш нешто поалтернативно и таму има некаква содржина. Да. А тогаш беше имаш една тинеџерска серија и таа е хит. Да. А сега мислам дека има повеќе избори, може поради тоа и веќе и поопуштени се продуцентите да дозволат такви некои приказни да се протнат. Тоа е мојот став, ама Да. ќе видиме како ќе оди нели дискусијата. Сега да се вратам на првото прашање. Зошто тебе лично се уште ти се драги овие серии? Па да, јас еве со моите рани 30 години морам да признам дека ми се еден вид на бегство овие филмови и серии, бегство. Ме смируваат, ме опуштаат, било какви да се темите, се осеќам онака баш пријатно кога ги гледам, ме враќаат. Па на некој начин ме враќаат, ама едноставно ги осеќам познати темите, без разлика дали мене ми биле познати во мојот тинеџерски живот или не, сепак знаеш ги гледам од перспектива од некоја, знаеш, се вадам од ситуацијата и се осеќам како ова ми е надминато, тука сум сигурна, не знам што ми следи во животот понатака, ама овој период го знам. Како така? Го знам. Да, безбедно. И прави да се осеќам баш онака безбедно. А баш Џон Кјус има кажано дека толку уживаме во овие серии, во овие филмови со вакви теми, затоа што токму на луѓето во тие периоди кога ја напуштаат, нели, го напуштаат детството или тинеџерството, се им е дозволено. Значи сите најсирови емоции им се дозволени. И нив им е добро и кога се осеќаат добро, ама добро и кога се осеќаат лошо. Дозволено им е буквално се. Така што тоа ми се допаѓа и морам да признам дека различно ги гледам од оваа перспектива. Например, еве Lady Bird морам да го спомнам. Например, да имав 16 години, да, Грета, многу ја сакам. Го знаеш тоа. Да го гледа филмот на 16 години, да бев поблиска до протагонистката, веројатно многу повеќе ќе се соживеев со нејзиниот лик, јас повторно се соживувам. Ми се допаѓа тоа што сака да биде бунтовна, сака да излезе од малиот град во кој што живее, сака да оди во Њу Јорк, нели, да пишува, да биде писателка. Меѓутоа, од оваа перспектива ја гледам и мајка и некако сакам дури да ја гушнам некогаш жената. Всушност во филмот таа се бунтува со мајка и мајка не ја дозволува, а сега и мене ми е исто мајката драга. Ама сега некако повеќе се чувствуваш и од таа перспектива. Интересно е како ги гледаш тие приказни во различни декади од твојот живот. Така што уживам, стварно уживам, пријатно ми е многу. Ама веројатно за тоа што можам да се изземам од ситуацијата и да ги гледам вака како некој што го поминал тоа. Да, точно. Но има мене го делам истото мислење, но некогаш ми е чудно кога гледам некои сцени или епизоди од тие серии и наистина тематиката е ама навистина тинеџерска, некогаш дури приглупа. И некогаш се чувствувам, знае да кринч. И некогаш целам леле што гледам. Ама тоа поретко се случува. Овие што ги спомнавме серии се поквалитетни и мислам дека они имаат навистина така. Отворени се за сите возрасти. И мене ми се драги. Добро, да преминеме на некои поконкретни примери. Да. А знаеш, исто така морам да признам дека многу ми се допаѓаат тие серии затоа што јас не сум имала кој знае какво тинеџерство, нешто многу евентфул да било. Не сум доживеала толку многу драстични нешта или моменти во моето тинеџерство и сега кога ги гледам овие ствари ми се како некако, знаеш, си подхрануваш некои празнини што си ги имал можеби во тој период. Да, и јас исто тоа мислам. Моето тинеџерско искуство не беше толку динамично, а и чие било, мислам, имаме доста за учење, имаш доста притисок што ќе биде кога ќе пораснеш, кога ќе имаш 18 години. И кој има време за не знам какви авантури, а при тоа немаме пари наши родители не финансираат.
уште сме деца, иако мислиме дека не сме на тие години. И секој ги гледам овие серии некако да, и јас се чувствувам како си проектирам некои неостварени фантазии и ги гледам, еве, играат на платното. Точно, Ако не јас сум од живот, да, како тоа да звучи, скроз исто се чувствувам, да. Ама нормално е да си го лечиш некако тинеџерот во себе или детето во себе. Да, точно, да. Тоа ми беше една од тезите, Да. дека ги гледаме затоа што навистина имаме сите некое дете во нас или тинеџер кој не е. Дефинитивно, па ние сме деца за секогаш. Да, исто Само јас со мислам. повеќе бели влакна. Да, точно. Стварно, Да. Точно, да. И брчки наскоро брчки, се надевам, да. Ама се е тоа убаво. Тоа е убаво, да. Не, мене јас, како што поминуваат годините, мене ми е се повеќе ми е удобно. Тие промени ми се удобни. Не воопшто Да, не ги старењето е привилегија. Да, е привилегија. И тоа стварно го мислам јас лично. Да. Не е никаков проблем. Бидејќи навистина повеќето луѓе викаат животот е краток, но за мене не го чувствувам така. Значи има многу работи се имаат случајно. Само во тие тинеџерски години какви, кој што рече, имаме емоции доживувани преминувано, а тоа било пред веќе за мене деценија, така што колку пати сме се трансформирале од тогаш Да, точно. Друг човек едноставно. Точно. Всушност и сите овие серии и филмови имаат многу, еден од ме се свига што ќе трансформираме, затоа што многу често главната тема на овие серии и филмови е трансформација, преобразба, и тој премин, нели, болен, најчесто е прикажен како болен, нели, има и секогаш последната сезона најчесто е кога се во последната година на средна школа, па бираат факултети, вдобавок повеќето серии. Па што сега? Па што сега? И секогаш е така bittersweet, горко би било така. Така што во таа смисла, мислам дека секогаш е таа тема релевантна, бидејќи и од 25 до 30 има разлика, и од 30 до 35 има разлика, и од 35 до 40 има премин. Така што тој премин е секогаш интересен, ама во тинеџерските години, како што рекол Џон Хјус, е многу интензивен. Го осеќаш навистина болно и трауматски за некој. Точно. Да. Ајде да видиме, да почнеме некој од сериите. Ако сакаш ќе веќе те поканам да одбереш една серија што ти се допаѓа, можеме со Sex Education да речеме, бидејќи двајцата ни е блиска. Не, дефинитивно многу ми се допаѓа серијава. Би сакала да биде по-достапна некако и на повозрастните генерации, особено во период кога тие што не гледаат, ве молам гледајте ја. Да, нели во период особено кога толку се бунтуваат против тоа сексуално образование, затоа што го гледаат како нешто демонско, така. Да, ќе ги пропастиме децата. Ќе ги пропастиме децата. Значи, тоа апсолутно ми се допаѓа, мислам дека е освежување огромно на филмското платно. Дали сакаш да дадеш кратко сиже, чисто за оние кои немаат гледано? Како две речици, за што се работи серијата? Се работи за како да кажа, млади луѓе кои што студираат, не знам точно каде беше. Во Англија. Да, во Англија. Главниот лик е нешто како повлечен, срамежлив лик, но од другата страна има мајка која што најважното за неа е тоа што е многу отворена кон сексот. Да. Она е психотерапевт. Она е психотерапевт и тука е баш покажана диаметрална разлика помеѓу него и неа, затоа што он е, нели, имам проблеми во таа област, не е толку сексуално отворен, напротив. Тој има 15 години, има 15 години, да. А од друга страна па е натрупан од сите тие информации од слободата на да, и дури ја гледа како, нели, како нешто што е too much на моменти. Меѓутоа, во еден сплет на околности, тој станува секс едукатор во неговото училиште, затоа што цел живот, нели, го поминал слушајќи ги лекциите од мајка му, советите од мајка му, и одеднаш тој станува на многу интересен начин сексуален едукатор на неговите врсници. Да. И сега тука му доаѓаат најразлични типови на секој епизод има различен случај. Да, различен случај. Ми се допаѓа што е инклузивно, што има секаков вид на, нели, сексуални проблеми од спектарот, и да, потоа тој се заљубува во една по-интересна личност, исто така спротивно од него и така. Да, одлично. Да не откриваме премногу. Не откриваме премногу.
Но одлично ја представи серијата, да. Мене ми е една од помилените серии, јас всушност морам да споделам како дојдов до серијата. Серијата веќе беше позната и актуелна, но јас не ја гледав кога излезе и кога почна пандемијата негде, веќе бевме доста влезени во пандемијата, немав што да гледам и решив да ја гледам. Имав малку предрасуди, ми делуваше многу детинеста, многу шаренолика, во смисол ова е нешто ептен, не знам, некои видеа видов леле, одат во ходник и паѓаат, се сопнуваат, некако слапстик комеди доби вајб, а бев далеку од вистината. Серијата е наистина и сериозна, и комична, и зрела, и наистина многу убаво склопена. И така ги изгледав првите 2-3 сезони, сега веќе можеби година пројде, изгледавме 4-та сезона, која беше послава. Па Максим, јас ти кажав дека за мене е послава, ама ти беше зошто сега што како. Да, ја не може толку ја сакам серијата што не може да се дозволам да признам. Знам, многу е тешко, многу е тешко. Како моето дете да пораснало во нешто што не е добро. Да, не можеш да бидеш доволно објективен кога нешто толку ти се допаѓа, ама не знам, вистина чудно се чувствував кога гледав 4-та сезона. Добро, сакаш да одиме на 4-та директно или да одиме прво на почетокот? Ајде на почетокот. Ајде. Кој ти е омилен лик? Мораш да ми кажеш. Па, или сторилайн. Адам ми е омилен лик. Го сакам Адам многу, да. Многу сакам и тоа не верував од почеток дека толку ќе ми се допадне, ама после каква трансформација доживеа тој лик, мислам дека тоа ми беше едно од врвните трансформации во серијата. Многу убаво и природно се градеше неговата приказна, неговиот однос тежок што го има со неговиот татко, типичен, еден од најтипичните проблеми со кои што се соочуваат, нели, момчиња тинејџери. Не само тинејџери, момчиња. Во сите возрасти. Така, да. Тоа ми се допаѓаше најмногу, така што него би можела да го издвоам како омилен лик. Нормално Ерик, со тоа што така ми беше. Ерик е како да кажам, највпечатливиот можеби. Највпечатливиот и еден од најхрабрите ликови. Да. Точно тие два. Јас, Ерик ми е драг, но Адам ми е малку подраг, но омилен лик ми е дефинитивно Меив. Она ми е, значи, тотално фасциниран од нејзе. И од актерката. Актерката е, значи, се надевам ќе успеам да работам некојаш со нејзе, до тој степен имав обсесија со нејзиниот лик. Всушност таа многу личи на Марго Роби. Многу личи. Да, така. И дури беше во Барби филмот, глумеше Барбика со нејзе. Иако лошо беше искористена, ако мене ме прашуваш, сакав повеќе да ја видам во филмот, но од друга страна, за разлика од Марко Роби, има многу поранлива некако појава. Да, има. Покршлива е, поемотивна. Марко Роби е по Барби. Да. Некако во некоја така конвенционална смисла. И Меив Уайли мене ми е интересна, бидејќи таа е девојката која го вади главниот лик од неговата школка, зашто она е попровокативна и она е посамоуверена во својата сексуалност, а тој е се уште неискусен. И тие развиваат многу убав однос. Да. Што на крај ќе зборуваме можеби како завршува, но она што е интересно и тоа сакав да те прашам, тој во текот на серијата се залюбува во друга девојка. Да. Руби. И мене ми беше интересно што јавноста, особено младата публика, отеднаш ја зема таа врска, не знам колку си била во тек, како беше дискурсот онлайн, дека повеќето луѓе толку не ја сакаа Меив, сакаа Отис да биде со Руби. Да. Што до тој степен што сценаристите мислам дека тоа е причината зашто лошо ја заврши 4-та сезона, бидејќи некако пробаа да ги да задоволат публика. Да, и некако неуспешно тоа беше, некако несмасно беше. Мислам, јас немам ништо против Руби, не мислам дека беше исто така важен лик затоа што и она и тоа како се трансформираше, нели, од некоја популарна, типично убава девојка, после тоа одеднаш станува ранлива, ние дознаваме за нејзините несигурности, за нејзините проблеми. Ама не мислам дека беше некаков добар меч за нас. Да. Не беа интелектуално. Не беа. Меив и он беа наистина паметни. Они беа паметните деца. Ама Руби беше како се изразам? Поедноставна беше, да. И тоа може му беше потребно во некој момент. Но не се да дискутираме за триаголникот. Кажи ми што мислиш во главно за серијата? Темите и символите, да. Мислам дека е исклучително важна, разработува многу важни теми во врска со сексуалноста, ни помага и на нас и на повозрасните општо да ги перцепираат тинеџерите како луѓе со сопствена сексуалност, како луѓе што имаат авторитет врз таа сексуалност. Да. И право какви што се, значи сексуални битија, тоа е факт.
Мислам дека може да помогне на многу тинеџери што се наоѓаат во такви комплексни ситуации, да не мислат дека се единствени на светот со тие проблеми и да, дефинитивно мислам дека е важно со сите своји недостатоци нормално. Да. Меѓутоа мислам дека добрите ствари дефинитивно победуваат. Дали ти доаѓа на ум некоја сцена или епизода или сторилайн кој би сакала да го споделиш како највпечатлив во контекст на ова што го кажа? Па не, сцената со Адам дефинитивно. Која? Има неколку. Па на крај кога нешто седат потпрени со татко му на еден автомобил и нешто си најпоследната сцена. Да, толку таа ме расплака дефинитивно. Да. А со други великови не знам, не ми текнува вака, не знам што да одделам, имаш Да, не ми текнува. Мене од Адам една од омилените сцени ми е во третата сезона, која ќе напише поема. Ти текнува на Але, поемата. Која ќе украде уствари или за еседот ќе го украде или? Не знам, не се сеќавам на сега ќе украде. Знам дека значи кога ќе раскинат со Ерик, ќе напише поема. Да, тоа беше така, мислам трета сезона завршуваше така некако. Финтата е што Адам он е типичен стереотип на оној джок, како е на македонски. Да. Он е спортскиот дечко, он ги тепа другите, он е така маженствен, он е така, но во текот на серијата поминува различни трансформации. И кога конечно ќе се залюби, ќе му биде скршено срцето, пишува поема, поемата е така доста тинеџерска, но имаше една реченица која вели ми го скрши срцето, како беше сега точно ќе парафразирам, но јас не знаев дека имам срце. Нешто во тој стил. И тоа знаејќи го Адам е пресладко кога ќе го видиш како беше напишано, да. Целиот пресладок со неговата неспретност. Неспретност, многу е несмасен, да. Ама колку е чувствителен уствари. Да, точно. И секогаш со пудлица. Да. Мадам, Адам и Мадам, тоа ми е исто многу смешно. Многу се интересно разработени и визуелно ликовите и одглумени. Така што да. Мене ми е една од помилени сцени во контекст на тоа што го рече за сексуални проблеми и за младенски теми. Втората сезона мислам дека мајката на Отис кога ќе се вработи во училиштето како психолог и ќе зборува со многу личности и ќе дојде една девојка, не знам дали се сеќаш, која малечка сцена, може од поодамна си ја гледала. Доаѓа една девојка која вели дека нема никакви сексуални преференции и проблеми. Да, тоа мислам дека беше исклучително важен, исклучително важен момент. И јас така го доживеав. И вели дали нешто не е во ред со мене, бидејќи ништо некам ништо да имам со сексот. И дали сум broken, дали сум скршена и таа вели, нели многу убава сцена. И таа вели не можеш да бидеш broken кога нема ништо лошо со тебе to begin with. Значи едноставно си таква каква што си. И таа сцена ми е толку битна бидејќи можеби многу луѓе имаат, сум зборал со млади луѓе што не ја сакаат серијата, затоа што има веројатно можеби малку срам да признаат дека гледаат такво нешто, зборам за многу млади, 13-14 годишни. Имам таков некој впечаток. Мислиш дека им е too much или? Можеби им е too much, можеби не се спремни да гледаат такво нешто. На тие години име секако нели се посрамежливи да зборат на некои од тие теми. И сметам дека оваа сцена е пример дека серијата е на вистина богата со примери, не дека секој лик се е хиперсексуализиран. Тоа е еден од стереотипите за серијата за оние што не ја гледале, таа серија има премногу секс. Нема премногу секс. Туку едноставно многу слободно зборува за сексот. Јас така би рекол. А не дека на некој начин секоја втора сцена е некаква далеко воопшто далеко од тоа. Ама и темата за сексуалноста ретко е вклучена. А тоа е вклучено исто така и во Heartstopper. Да? Да. Мада не знам дали уште во серијата, ама јас пошто ги прочитав малце однапред стриповите, се разработува и таа тема. Неколку од ликовите се асексуални. Добре. Сега да не кажувам спойлер, кој точно. Ама да, мислам дека тоа е многу важно да биде спомнато, затоа што е подеднакво релевантна и валидна како сите други сексуални ориентации. Одлично. Нешто друго за Sex Education пред да преминеме на... Па не, мислам дека тоа е тоа. Супер ми се допаѓаше женската солидарност многу. Како ја заборавив сцената со автобусот. Цело време знам дека нешто заборавам. Таа е можеби најкултна сцена, да. Да, култна сцена и многу важна. Сакаш да ја представиш? Па, ај заедно на кратко. Како ја доживувам?
Значи, Едно една од мгм. женските ликови Еми, доживува сексуално злоставување, иако она него вознемирување, да, односно, вознемирување, да. иако она него доживува, Перцепира. прецепира како такво, затоа што некогаш е многу бледа границата, некако кога ти објаснува Мгм. што е сексуално, Особено на таа возраст. особено на таа возраст. Она се вози во автобус и еден маж се допира за нејз, за нејзиното дело, и почнува да масурбира. Да. И она излегува од станицата и е тотално шокирана, ама Мгм. не знае зошто. Не знае Да. што точно се случи, што точно ја вознемири толку. Да. И токму таа солидарност после тоа што кога она си го раскажува тоа како некој casual И ми се случи нешто момент, смешно во и се случи автобус. нешто смешно и кога го дознаваат тоа нејзините другарки се како ова е сексуално Вознемирување. вознемирување. И така сите кога ќе застанат во солидарност со неа, нејзе е веќе страв да се качи во автобус поради Да. таа случка. Има еден култен момент каде што сите седат на задното седиште на автобусот заедно со неа за да го Да. победат стравот. Да, Тоа е зашто она има прекрасно. да, тоа е прекрасно. Јас сега се најаѓав на Значи таа сцена. Една од прекрасно. Ја помилите имав ми на е. кавер на Facebook. Да, не сум знаел. Да. Всушност мене ми е исто интересен и воведот како доаѓа до таа сцена. Сите Мгм. девојки се под казна на некаква дополнителна настава. Аха. Нешто ќе направат и професорот или професорката ќе ги стават во некаква казнена соба, не Мгм. знам. И ќе им речат морате да најдете, имате саат време тука ќе бидете два, мора да најдете што е заедничко меѓу вас. А они се тотално различни девојки. Да. Они се не се ни сакаат меѓу себе, Да. веќе се расправаат и сите ќе дознаат дека тоа што им е заедничко е што се исто перцепирани кога се во јавен простор. Точно. Односно сите имаат доживеано нешто што не е пријатно Точно, од страна да. на мажите најчесто. И така и помагаат на Емил, се качуваат на Да, автобусот и фантастична сцена фантастична, и приказна да. изградена. Но за крајот, за последната сезона, значи што се расипа, што не се допадна? Леле, не знам, мене општо таа сезона Максим беше некако Мрачна. надвор од секаква реалност ми беше. Не знам, уште од кога почна со тие силните бои во таа новата школа. Да, имаше ново училиште, да. И јас мислев дека, чекај сега, ова дали е сериозно, дали некој го сонува, дали некаква сатира на нешто, ова може тоа е само личен вкус, Да. нели? Се ми беше премногу новите ликови, иако ми се допаѓа, нели, што беа вклучени Мгм. многу различни ликови, многу транс лица беа Мгм. вклучени, сето тоа многу ми се допадна. Меѓутоа самите ликови не знам, имаше нешто кое што мене Доцна не беа воведени. можеби да. Како на сила да сакаа се да Да. стават. Ја разбирам дека они сакаат целиот спектрум да го прикажат и тоа е супер, ама како да беа само да се штиклира Навпрвани, некој да. бокс онака. Да, и мене така ми се чинеше. Да. Една од критиките беше дека актерите веќе беа доста стари. Беа, Значи, да, чудно да. беше да се гледа. Некој од нив, Ерик имаше 30 години, а глумеше момче од 17 Да, години. И тоа беше Тоа се приметуваше. Да. Да. Мислам, особено на нас што сме повозрастни, не може да Да. не прелаже Да. некој. И сега имаш 30 годишен маж кој се облака и се чувствува и се понаша Да, како да со има истата сите јакна е, со истата јакна И е. тебе дека не, ова изгледа како некоја серија што решиле да ја продолжат после не знам колку години, како Sex and the Да. City. Да, да, може да. Да, мислиш за рибутот. Да. Да, точно. Тоа беше еден од проблемите, а и палетата на бои се смени. Некако како што Нападно бе, еуфорија Да. беше. Палетите на бои беа како во еуфорија. Да, Не знам дали имаш гледано еуфорија, само меѓутоа малку. таа е онака многу естетски привлечна, затоа што има многу силни... Таа е хиперсексуализирана серија, да, например. премногу, непотребно. Да, непотребно. За мене да. непотребно, јас ја гледам, меѓутоа приметувам каде ме баш онака ме вознемирува и си викам, па сценава можеше да се случи и да имаше блуза, девојкава. Да, Тоа зашто можеше да помине да, и така. женските ликови се најчесто голи во Да, серијата. да. И се Да. екстремно убави сите, одбрани Сите се се многу онака згодни, и како мажите и жените, списани. да. Точно, да. А Така Sex што Education, пример, се многу реални. да, и тоа ми Се се баш допаѓа, се јас и тоа многу незгодни, сакам. коскести, слабички, Да, дебелки и да, слично. тоа ми се допаѓа, Да. инклузивноста и се надевам дека тоа допрва ќе биде се поприсутно. Така што мислам дека нели излезе Еуфорија нова сезона и одеднаш имаше огромен хајп, така? И како да се почувствува некаква потреба таа не знам како да кажам, Тој тие стил? бои, тој стил да се употребат и во оваа серија, а некако беше тотално Скроз различни, непотребно. да.
Непотребно беше. Си беше фино како што си почнал, според мене. Да. Според мене Sex Education е многу поневина серија од Да, Euphoria. да, Euphoria да. навистина не е за тинеџери, isфорсирана ми е. Isфорсирано е. Да. Да. Така што и многу контроверзна, значи режисерот има обвинување за Знам. злоставување, ги терал актерките се соблакаат голи иако немале таков договор подпишано и слично, Да. и така натаму, но интересно е што сите актери на Еуфорија се моментално филмски звезди. Тоа е. Значи они се сите, Да, ба, да, Зендаја особено, да. Джейкоб Елроди, сите си имаат сега онака баш големо резиме. Да. А Sex Education се наистина по-underground некако доживеани сите. Освен Меив, секако морам да се ја пофалам. Да. Она има сега Заслужено. филмска кариера заслужена. И треба да. да има, да. Да. Тој лик супер исто прогресираше. Да, одлично, да. Незиниот крај ми се допадна, јас со тоа би завршил. Четврта зона мене не ми беше најомилена, кога излеав не можев да признаам дека е послаба, но се согласувам дека беше послаба, но незиниот лик највеќе ми се допадна. Всушност, иако цела серија беше дали Отис ќе остане со нејзе во врска, Да. на крајот таа одлучува да го одбере факултетот наместо да. него, што е многу зрела одлука и што сметам дека на тие години многу боли. Да. Некој да ти раскине бидејќи решава да се сели во друга држава да студира. Значи тоа боли на секоја возраст, да не се лажеме, но тие години не ти е јасно зошто нешто што функционира, што е убаво, зошто некој ќе ти раскине. Точно. Барем јас тој момент ме фати. И последната сцена е како Меив седи во новиот универзитет и а он го чита писмото кое она му го напишала. И многу е жално и трагично како се разделуваат, а тој направи се за да биде со нејзе, но она мораше да... Она всушност е многу сиромашна, живее во приколка, нема родители. Да, незиниот животен контекст е многу битен. Многу битен, да. А он е многу богато дете. Да, он е привилегирано. Многу. И она мораше да го направи тој скок. Она што морам да искористам шанса да го кажам, што ми се има мене лично случајно, затоа незината приказна ми е најблиска, а таа имено кога ќе отиде, таа е надпросечно интелигентна, претпоставувам, и ќе отиде на факултет пред останатите ликови, во Америка оди, и таму ќе има еден професор кој ќе рече дека е навистина неталентирана и дека треба да се врати од каде што дошла. Таа сцена ми се има случајно во мојот личен живот. Да, за жал. И тоа не на нејзина возраст, пред неколку години, значи поскоро беше. Она што јас ништо не преземав во однос на тоа, за жал, во тој момент, години подоцна преземав. Таа всушност се врати од каде што беше и реши да се врати на професорите да му каже дека без разлика на неговото мислење, незиниот сон е да биде писателка, да биде уметница и дека нема никој да ја сопре во тоа. И тоа беше многу мокна сцена, особено земајќи во контекстот дека нема родители всушност таа. И она и незиниот брат кој е проблематичен, заедно го трукаат животот. И тоа ми беше многу убава сцена. И уште нешто морам да кажам, сега ме фати вака impassioned. Во раните сезони она пишува еден есеј по англиски јазик веројатно на тој час, каде што вели дека за нејзе среќата е да живее во голема куќа со големи прозорци, за да може да биде внатре да ги гледа луѓето, а таа да биде сама во куќата. А последната сцена од серијата е таа седи покрај голем прозорец и ги гледа луѓето од големиот факултет. Тоа прекрасно го немам фатано. Да, јас го фатив зашто тој лик ми е најомилен и сватив дека таа всушност на вистина и беше битна се тргне од каде што е порасната и да биде во тој факултет каде што ќе може да си го свари сонот. По цена на тоа да го скрши срцето на Максим, може малце одмор? Да, секако. Малце да земам воздух, многу ми е тоа. Добро дојдовте назад. Продолжуваме со Моника да дискутираме за тинеџерски серии. Сега би дал малку повеќе простор на нејзе да ја представи серија која е блиска не само поради приказната, односно темата, туку претпоставам и поради тоа што е во суштина една сликовница за тинеџери која е пресната во серија. Графички роман, да. Така што за Heartstopper повели. Па Heartstopper баш ми остави супер впечаток од вака понови тинеџерски филмови серии што ги имам гледано. Прво затоа што е толку топла, толку е, како да кажам, дури на моменти е нереална, што е толку топла, нема некои конкретни негативци, нема некој кој ќе го мразиш во серијата, дури тој што е негативен, некако после се покајува. Нешто што многу ретко го има, меѓутоа мислам дека и тоа како е потребна на тинеџери да ја гледаат денес. На кратко се работи за мислам се одвива во не знаме точно која година, ама е дефинитивно 2000 од 2000-тите. Нема точно која година.
Во едно средно училиште, мислам дека имаат 15 години ликовите. Ам, значи се запознаваат две момчиња. Едното од нив е веќе отворено геј. Значи тоа е исто така многу освежувачки, затоа што ние не поминуваме со ликот некое патешествие Процесот да додека се бара всушност, да, како за што он беше да има порано. coming out, но веќе имаме некој што е сигурен во својата сексуалност, знаат и неговите дома, знаат неговите пријатели, и одеднаш доаѓа еден друг лик кој што се заљубува во него. Тој прво не може тоа да си го објасни нивната блискост, нивниот електрицитет што е опишан, и тоа многу сладко е објаснат електрицитетот помеѓу него и другиот лик, значи Ники Чарли, не знам зашто неднаш не го кажав Да. името. Затоа што има малечки илустрации секогаш кога ќе се допрат, кога ќе се погледнат и кога ќе се фатат за рака, погрешка, пенкалото кога ќе го фатат двајцата. Многу е кјут, многу е сладко сето тоа е представено. И одеднаш тој почнува да си оне дел од рагби тим, изгледа на прв поглед како она типично спортско, убаво, плаво момче, развиено, кое што е многу популарно нели кај девојчиња најчесто, меѓутоа тој со текот на времето ја открива својата сексуалност и својата привлечност кон Чарли, односно Чарли му помага, кој што е меѓу другото доста интровертен тип, он е сигурен во себе и во сето Чарли е тоа. момчето со битканата. Да. И му помага да си ја открие својата сексуалност, и тој со текот на времето се прокламира како бисексуалец. И почнуваат веднаш една романтична приказна, која што цело време се развива на многу природен, на многу сладок начин. Нема некој, Не како да ти кажам, еуфорија. не е еуфорија, нема ништо толку брановидно, нешто толку скандалозно. Едноставно гледаш како да гледаш она не сакам, типично стрейт серија. Како некоја љубовна врска се развива, без некои големи проблематични од страна бомбардирања. Меѓутоа, тоа што ми се допаѓа е што исто така е многу инклузивна, ненаметливо многу, не се со сила онака изнаставани ликови, барем јас така ја доживувам. Меѓутоа со текот на времето се разработуваат и други проблеми, Например? како проблеми за менталното здравје, односно се разработува темата за eating disorder, значи проблем со прекумерно јадење. обратно е ова, Аха. значи Збориме булимија, анорексија, слично. да. Добро. На Чарли, еден од главните ликови. Тоа е исто така толку внимателно и толку Нежно симпатично, да, нежно представено. Они одат на некоја екскурзија во Париз, мислам дека беше, и Ник забележува дека јаде се помалку и помалку Чарли, дека станува се послаб и послаб, и на крај излегува, му помага, гугла дома постојано, исто така цело време има однос со компјутерот, серијата, значи односот помеѓу младите и компјутерот, има една многу наивна сцена како Ник гугла квиз за да види дали е bisexual. И тебе ти изгледа како смешно, ама не, затоа што во тој период Потсеќа на навистина, 2000-тите. да. Исто така после гугла нели што е тоа eating disorder, и повеќе се разработува таа тема понатака. Знам дека Оливија Колман, јас ја немам гледано инаку серијата, но Да, знам дека таа е Оливија мајка Колман. на Ник. Аха. Тоа е супер, е представена како идеалниот родител. Значи, знам, Оливија Колман е идеалната жена. Да, да, ама и тука е баш Така како што? идеалниот родител, нели тоа нема некој, како да кажам, нема некој кој знае каков разговор сега, нели за coming out. Туку едноставно го прашува што те мачи и кажува
низиниот син дека едноставно смета дека е бисексуалец. И сето тоа е идеално прифатено како што секој би посакал во неговата ситуација да биде, но за жал најчесто не е. Да. Да. Така што да, супер, многу ми се допаѓа мене и стрипот, се опседнав како што ти кажав. Колку стрипови има, некои 8 до 10? Не, нема помалку? толку, 5 има вкупно, мислам Аха. дека, и плюс некои дополнителни. Значи дека ќе има и 5 сезони или како? Мислам дека ќе има Да? 5 сезони, А да. сега има 2-3. Третата излезе. Сега Аха. сме сега четвртата треба да излезе. Добро. Да, и се надам дека ќе се држат, пошто до сега прилично се држат до до А стриповите до се завршени или ќе има уште? Завршени се. Аха, Да, значи она совршен. па да, мене тоа многу ми се допаѓа кога некој знае кога треба да биде крај. Да, зашто знае Холивуд да ги влече тие. Да, и да се цица, дека има Додека има пари, да. додека не стане лошо. Како Sex Education. Па да. За жал. Може би лош е пресилен збор, ама Да, не беше, ја промаши иметата, да. да. Добро, супер, вау, погледавме две интересни серии, за жал немам гледано Да, ти Heartstopper. препорачувам, многу е, баш е feel good серија. Да, веќе ми ја продаде, така што се надевам и слушателите ќе и дадат Ја се шанса. надевам. Да. Heartstopper, да, дефинитивно. И двете се всушност слична продукција, и двете се британска продукција. Има и актери кои се појавуваат и во двете, ако не се лажам, или можеби се лажам. Од повозрастните, ако не од младите. Не сум сигурна. Не? Мене ми се баш некако ги доживувам, барем Netflix така ги рекламира, како се во ист универзум, како се во ист ходник. Да, ти го дава како рекомендато. Ако ја гледаш едната, ти вика гледа и другата, да. Така што супер. Добро. Која друга серија, дали сакаш јас да представам некој сериите или? Сакам ти да представиш. Јас, моето однос со тинејџерски серии, освен очигледно со Sex Education што е понова, кога бев помал, многу сакав Округот Ориндж, на македонски DOC. Да. Мене Сет Коен ми беше една од првите онака сериозен celebrity crush. Да. Адам Броди. Да. Сет Коен, да. Адам Броди се викаше? Адам Броди, да. Адам Броди што го толкува Сет Коен, да. Таа серија мене ми беше интересна, иако од денешна перспектива не знам дали повторно би ја гледал или би уживал во незе, ама таа беше од оние серии за кои на почетокот спомнав, односно каде што луксузот и гламурот е малку поистакнат и како е да се биде тинеџер во таква средина. 90% од нас немале такво животно искуство, ниту ќе имаат. И убаво е да се замислиш како е да живееш покрај куќа на плажа, кога имаш само 14 години и одиш на училиште со кабриолет. Да, и мислам, и твоите родители се толку богати и кул што не ти викаат не можеш ни да учиш, можеш да играш PlayStation, што ова е раните 2000-ти. Така што таа серија беше многу кул во тој аспект, со тоа што главниот лик, ако се сеќаваш, Рајан, он беше, нели, тој беше од сиромашна позадина кој беше посвоен во богатото семејство, типична приказна од 90-тите, 2000-тите, американска, да сите си мислиме, лели мене некој ќе ме посвои и ќе бидам милиардер, не, тоа не се случува. Но тој лик ми беше навистина одбивен, значи не можев заради него да ја гледам серијата. Не знам зошто тој беше главен лик. И мене ми беше. Така, зошто? И неговата сакана Мариса, ти текнува на Мариса. Текнува, ама мене ни она не ми беше. И она не ми беше, не. Беа типични, мислам дека имаше тренд во 90-тите, 2000-тите, главниот машки и женски лик мора да бидат некакви типични дечко и девојка кои се онака баш мејнстрим. Она е баш блонд и плави очи. Изгодни, паметни, ама не многу паметни. И така за да може секој да се поистовети со нив. А тоа апсолутно како формула мислам дека на никој не му се допаѓаше, ама сите го јадевме. Да. Ама ги вадеше другиот пар. Многу посимпатични. Да, они беа алтернативниот пар. Он беше Summer и Seth. Они беа по специфични, по алтернативни и поинаку се облакаа. И беа со црни коси, не беа плави. Groundbreaking за 2004-та. Вау! Тоа пред 20 години, така што. Да. Тешко ми е кога рачунам. Да, и мене. И таа серија не преживеа многу. Откога spoiler alert, али е престара серијата. Драматично заврши. Да. Мариса умира, главниот женски лик. На раце, на раце му умира на Рајан. Многу драматично. И не можеа после тоа да. Имаше уште една нешта сезона, не можеа да никој не ја гледаше после смртта на Мариса. Мислам дека јас тешко да ја имам гледано. Да, имаше уште една сезона со сестрата на Мариса која се појавува и но никој тоа не го не. И таа серија пропадна. Но беше една од оние први тинеџерски серии
која остави некаков белег, така што мене таа ми падна на памет и серија која многу ја сакав кога бев може би веќе не бев тинеџер или при крај на тинеџерски години, 19-20, Skins или Кожи, не знам Немам дали се превела. гледано. Тоа ми го кажа и ми е многу шокантно. Да. Како може да не гледаш Skins? Не Зашто знам Skins е како ми предвестник на сите овие. Да, не знам како ми има промакнато. Не знам. Да, не знам ние. Сега не знам дали би ја препорачал А на што ти се допаѓаше во тој По период? Skins? Да. Многу беа реални тинеџерите, не беа овие луксузни тинеџери што ги имаше во округот Оранџ или Gossip Girl или некои такви мејнстрим серии, туку беа луѓе што живеа во нормална куќа со нормални родители, мајка им, татко им беа така нормално, не изгледаа перфектно со пластични операции. Одеа во училиште, се мачеа со истите работи со кои јас сум се мачел, не беа некакви не знам, школски проекти. Во округот Оранџ ги праќаат на екскурзија на Хаваи. Да. Мислам, тоа е апсолутно нереално за мене. А ваму беше ги праќаат на екскурзија во соседното градче што е мислам она буквално осиромашено. Некако поистоветлива ми беше, но ликовите беа многу свежи и интересни, особено морам да го изгледам ликот на Кеси, не знам дали ти ја позната, една руса девојка. Да. Она беше хит на Tumblr во тој период. Да. Она е всушност, она со нези ги отворија прв пат мејнстрим тие проблеми за ментално здравје, како она имаше булимија, ако не се лажам. Значи тоа беше девојка која беше згодна, мислам збориме за 14 годишно девојче, ама беше убаво девојче и за да задржи таа тенка линија повраќаше постојано. А истовремено беше многу симпатична, сите ја сакаа, не само машките што ја сакаат, туку воопшто беше многу интересна особа да бидеш околу нејзе, а таа за да го постигне тоа одеше во тоалетот и мораше да повраќа. И она доживува интересна трансформација со тоа што некако го решава тој проблем и подоцна имаше филм направено само за нејзе по завршетокот на серијата, телевизиски филм, значи не некој скап, каде што гледаме како она на возраст од веќе 24-5 години го решила проблемот, иако се уште има некои така стресори. Така што имаше така многу интересни ликови. Друг лик беше Ефи, сигурно знаеш Ефи. Таа е Tumblr. Да, ми текнува на ликот. Да. И ја толкуваше Каја Скоделарио, што сега глуми во една нова Netflix серија The Gentleman. На Гај Ричи, да. Она е сега секси главна женска улога. Сега така такви луѓе даваат, а таму беше девојка која исто така имаше ментални проблеми, исто така беше неверојатно згодна, имаше размачкан римел. Да, памтам. Да, и беше така провокативно облечена, сите машки ја сака, имаше неколку машки што трчаа по нејзе. И поради некоја причина женските ликови беа попопуларни од машките во серијата, иако имаше многу машки ликови, особено братот на Ефи, Тони, он беше така еден гениален дечко, ама не реално гениален, премногу паметен, ама ќе гудри автобус. Да, и ќе остане во некаква парализирана состојба и ќе биде многу арогантен и паметен, а после автобусот ќе стане смирен. Сега тој актер е многу позната филмска звезда, Николас Холт, може да го знаеш. Веројатно го знаеш. Не, ја знам каде глуми. Има многу работи глумено. Глумеше во X-Men филмовите. Не, може за тоа не го знам. Да, сега глуми во Супермен. Аха. Да, така што познате. Има така доста оштри црти на лицето, да. Така што многу од таму излегува, многу од тие тинеџерски серии функционираат како некакви школи за млади актери и актерки и после стануваат звезди. Се покажуваат што од млади ги наоѓаат. Така што и во Skins беше така, со тоа што Skins е најпозната по дрогата. Значи таа серија имаше премногу употреба на дрога и кога бевме тинеџери многу луѓе тоа им беше како екзотично и интересно и како храбро. А сега од денешна перспектива некако е малку насилено кога ќе гледам некои епизоди кај што навистина некако они цело време или пушат цигари или има некакви лесни дроги. Иако серијата е многу повеќе од тоа. Јас се сеќавам дека имаше баш убави длабоки епизоди и приказни. Но имено името Skins е за овие ризли. Да, тие се кожички. И они ролаат тутун во тие. Значи, уствари Skins лазеше за еуфорија да може да трча. Така е, фала ти, ова веќе не можеш да кажам. Да, Еуфорија е една американска пренаселена копија на Skins. Skins е европска продукција, да. Не, изнасилено е дефинитивно Еуфорија. Ептен, да. Така што тоа е тоа. Дали има за сите љубители на... Да, мислам слободно гледате Еуфорија. Јас ја гледам, да. Да, има што да се види, ама не е најдобрата. Да. Дали имаме уште неколку примери, вака да ги спомнеме? Што знам, не знам колку време имаме максимум. Имам уште малку, да. Јас би ја спомнала Derry Girls, затоа што прво ми се допаѓа затоа што е речиси целосно женска серија.
протагонистки има многу повеќе од протагонисти. Значи се работи за релативно нова серија на Netflix ја има исто. Се има само 3 сезони, ама сосема доволно. Дали е ирска серијата? Зборат малку поинаку, не зборат Да, баш. да, они живеат во Дери, односно во северна Ирска. Аха, и сега добро. тоа е уствари главниот, како да кажам, Катализатор. носечката тема, Мгм. да, затоа што на кај 90-тите години е Иако е снимана да, снимана да. е подоцна, меѓутоа почнува со Крембери со онака музика, има предобар Уф, саундрак Добро. со многу добри носталгични 90s песни. И сега они живеат во северна Искра за Искра. Ирска за време на воен конфликт. Мгм. Живеат во Дери или они како што викаат Лондон Дери, зависи како ги гледаш работите. Да, ова како колневесковски насол Да, некој. и тоа е период што трае со декади, значи трае овој конфликт. Добро. Дали спаѓа под Велика Британија или Република Ирска, тој предоса, Да. да не навлегувам многу за да не погрешам нешто со информации историски, меѓутоа се случува сериозен воен конфликт. Да. И сега, од една страна, како да кажам, тоа е на границата помеѓу фикција и помеѓу реално, затоа што тоа е реалната ситуација во која што се наоѓаат девојките кои што меѓу другото учат во женско католичко училиште. 4 девојки се на некоја 16 годишна возраст, а од друга страна приказната не е вистинска, фиктивна е, меѓутоа многу relatable, многу тинеџери, тоа се типични тинеџерски проблеми што ги наоѓаме во сите овие coming of age серии, филмови, нели, потрагата по себе си, која сум ја, што сум, што ќе бидам, потоа нели љубовни романтични проблеми со пријателствата, задржување, распаѓање на пријателства и така натаму. Така што е некаде на средина оваа серија. Многу интересно дека освен тоа што се они четири најверни најблиски другарки, има со нив цело време и едно момче кое што го ставаат во женското училиште, затоа што он доаѓа од Лондон, ама затоа што има страв тука од локалците да не го нападнат, пошто стварно има сериозен конфликт, го ставаат за сигурност во женското училиште. И тоа е многу интересно како они ќе го прифатат него, прво како го перцепираат, сигурно е геј или нешто така, не е. И како се развива Се заљубува претпоставам повеќе од нив. На крај ќе има една таква интрига. Тоа секако претпоставам. Да, тоа е исто така многу симпатично прикажано, ама не е централна тема. Нема таква централна тема. И сега тоа што мене ми се допаѓа е како ги представуваат тука конфликтите да се биде тинеџер и од друга страна многу по-сериозни конфликти. Значи има една сцена каде што една од носечките ликови, она се доживува себе си како многу либерална, многу отворена личност. Доаѓа од она семејство, како да ти кажам, најтипично семејство, не знам, од некоја ниско средна класа, дома цело време гледаат вести, живеат мажот, жената, таткото на женава, па бебе некое, така, некако балкански изгледа. Ирска е многу балканска земја. Да, и она се доживува како нешто над тоа, како јас можам многу повеќе од ова, сака да бидам, не знам, писателка. Да, и одеднаш незината, една од другиве другарки, и признава дека сватила за себе дека е лесбека. И овако слуша, да, и она го сега што глуми, мислам, во Бриџертон. Да. И она го слуша тоа и е скандализирана. Значи, што збориш, како може да ми го кажеш, не ми се верува. И одеднаш сваќа колку е затворена, колку не е тоа што се доживува дека е. И после нормално се разработува таа тема, па они на крај се гушкаат, се смируваат за време на prom night. И се гушкаат, а следната сцена е како низините родители дома гледаат на вести како се случува огромно бомбардирање на државата. Вау. Да, тоа на вистина е bittersweet серија. Тоа е комедија, ама има некои многу траурни моменти и сцени.
Едноставно, не знам, го преиспитува гласот на тинеџерите и нивниот живот дури кога се случуваат некои вакви социополитички Мгм. контексти и тоа многу ми се допадна. Ја препорачувам, искрено ја препорачувам, Дали многу е е симпатична. завршена? Завршена е, Да, да. комплетна. Да, И комплетно е завршува добро? завршена. Завршува односно во периодот кога се случува договор за мир. Помеѓу Северна и Ирска. Да. И така некако завршила. Задоволна сум како заврши за тоа што сакам кога нешто има крај, кога нешто знае кога треба да заврши. Се случи се што требаше да се случи. Одлично, тоа секогаш ме радува. Кога Да. препорачувам некој секогаш прашувам дали добро завршува, Да. зашто не сакам да се внесам, И инвестирам во после нешто многу се што разочараш. Ова да. е супер, многу ми се допаѓа, многу е смешна, супер. има многу свеж таков хумор. Баш фин Да. хумор има. И јас имам малку гледана серијата, нема воопшто интернетот не игра баш улога, така што е во Не, 90-тите. да. И баш е освежувачки некако, Да. као не гледаат во телефон цело време. Не гледаат во телефон. Да, тоа ми се Па допадна. добро, ние сме израснати со такви серии, Dead 70 Show, Да. например. Да. Си викаш, вау, како е да се биде тинеџер без телефон? Да, без телефон, да. Да. Па забавно, по серијата ако ја гледаме, Би изгледа забавно. дека е забавно. Да. Како да си ги поминуваат петоците поинтересно од нас. Точно, да. Добро што спомна и Dead 70 Shows, затоа што како и Derry Girls, и двете мислам дека еден дел зашто се успешни затоа што се во некои декади што нам ни се далечни. Мислам 90-тите ни се горе доле познати, но 70-тите не се, барем не на мене и тебе. И некако серијата дозволува се проектираш како е да се биде млад. Да, во тие години. Некако многу слободно се така хипи малку представени на моменти. Иако се како далеко од вистината, сите декади се и добри и лоши истовремено. Да. Ама она е као персонификација на таа реченица порано беше подобро. Да. И го гледаш и викаш, вау, стварно ли беше вака. Секој ја памти својата младост како најдобрите времиња. Ти се согласуваш за тоа? Да. И како што јас ја созревам, стареам, whatever, сваќам дека и јас некој секам да тоа беа полесни времиња, а тоа е една илузија. Нема врски. Затоа што сега како возрастен имаш повеќе обврски и поголем е залогот, можеш поголема белја да направиш. Ама реалноста е и секогаш имало конфликти и политички несогласувања и семејни проблеми и секогаш ќе имало во секоја декада, не дека луѓето во 60-тите живееле совршено. Ама сите запаѓаме во таа илузија дека младоста е добра и можеби тоа вака ќе ја заокружи дискусијата, дека можеби затоа ги гледаме. Еве, конечно прашање зошто ги гледаме. Можеби и затоа, како што рековме, го лечиме тоа некое дете во нас, ама и си проектираме некоја фантазија за некакво детство кое во суштина не постои освен на платно, на хартија, некоја книга. Тоа е некој мој став, ама ме интересира секако. Не, па јас мислам така, дефинитивно е проекција, сето тоа. Знаеш, ние си лечиме некои моменти од нас и тоа што кажав ја што си читам детски книги, што сакам детска литература, пак ти го негуваш тоа дете во себе, некои делови што детето во тебе или тинеџерот во тебе не ги доживел од било какви причини. Мислам дека да, подхранува некои недостатоци, некои тука јазови што ги имаме и ни помага. Дали мислиш дека ќе ги гледаш и во наредниве 10-20 години? Па мислам дека тие што ќе го издржат духот на времето, ќе ги гледам, затоа што некои со време ме стануваат реално кринж. Да, нормално. Меѓутоа, тоа што е вистински квалитетно, мислам дека ќе се протнува и понатака. Јас стварно учам од овие серии. Ето, тогаш можеби не сум ги перцепирала така, сум ги перцепирала како јас да сум протагониста така, ама од оваа перспектива си викам, ова може ќе ми помогне кога некогаш јас ќе имам дете или тинеџер дома. Некако ми помага и од таа перспектива. Да. Сметам дека и јас затоа и една од причините зашто го имам и подкастот е сите филмови и серии е начин, ги доживам како начин на поврзување со други луѓе. Како не, да. И особено кога има ликови кои не ни се можеби блиски во реалноста. Мислам, сега како повозрастни не дека секој ден со тинеџери сме обкружени, освен ако не работиме како професори во училиште можеби. И затоа и кога ги гледаш на платно некако доживуваш некаква поврзаност со нив. Мени тоа ми е еден аспект. Ама и во тексти со работите. Да, те одржува, да. Не можеш да ги запоставиш времињата што стварно се менуваат.
цело време. Точно. Треба да се биде во тек. Точно. И треба младите да бидат сватени. Да, Треба да апсолутно. бидат разбрани. Оно што ми е интересно, ние сме од тие миленијалски генерации, тие години и ние порастваме со интернет. Мислам, јас не се сеќавам, многу малку се сеќавам дека сум бил без интернет. Да, Кратко. Ама во секој случај овие сега нови генерации или па овие сега што се 2-3 годишни деца, тие растат апсолутно со интернет. Значи дури и нивните родители можеби не се сеќаваат на време без интернет. И тоа е секако дава до некакви тинејџерски и адолесцентни искуства кои се навистина поразлични. Да, дефинитивно. И тоа е нешто што сметам дека во иднина би сакал да гледам серија како Sex Education, која е уште попрогресивна, но прогресивна за 2030-тите години, да речеме. Да, и тоа баш би ме интересирало како ќе се одвива. Дефинитивно треба да бидеме во тек. Затоа што го должиме тоа на сите нови бранови на млади. Да, точно ми се свига. Одлично. За самиот крај, дали имаш уште нешто да кажеш слободно? Па не, само дека ми беше супер и стварно уживав. Мило ми е. Многу ми беше пријатно. Сакам кога ги зборувам теми без нека, затоа што не ги зборувам со многу луѓе искрено. И супер, вака мислам дека сензибилитетите за вакви серии не се прилично блиски. И затоа и беше успешен разговорот и така. Дали имаш за крај да препорачаш, не мора од оваа тема, ама некакви други филмови серии за публиката? Дефинитивно тие што ги спомнав, Perfect Days. На Wim Wenders. Perfect Gays. It's all about the gays. Perfect Days, Beginners, Her, дефинитивно, ако некој ги нема во Her ми е страшно неомилен филм. Стварно? Да. Не, зашто сега на крајот вака? Да, извини, ама денеска утрево читав статија од Скарлет Јохансон дека и побарале од ChatGPT да го користат нејзиниот глас за гласовна верзија на ChatGPT, така што Her станува реалност. Не, да, јас знам дека Her станува реалност. А и она одбила. И ChatGPT нашле Doppelganger, што личи на Скарлет Јохансон, има сличен глас, што... Да, многу крипи. Да, и сега ќе ги тужи. Така што живееме во very creepy times. Дефинитивно. Ама тоа е тема за друга епизода. Да. Да, ама јас уживав во филмот, морам да признам. Стварно уживав во филмот. Не знам друго. Да, тоа е класика. Без разлика мене што не ми се допаѓа. Да, класика е. Да, е класика, да. Ај, Максим, ти препорачи 3. Три? Филмови што мора да ги гледаат. Јас си гледав неодамна и во претходната епизода на подкастот спомнав, но и сега ќе кажем Shogun, една јапонска серија. Односно американско-јапонска и е навистина, јас сакам такви со борби со самураи слично, не знам колку тебе ти се блиски. Интриги политички, тоа ми е драго, така што таа изгледав неодамна и беше многу добра. Имаше навистина многу силни женски ликови кои мислам дека би се допаднале. Тоа би го препорачал една тинејџерска серија која не ја спомнавме, се вика Yellow Jackets. Дали ја имаш гледана? Леле, не. Ја не. Таа мораш да ја гледаш. Значи накратко станува збор во 90-тите се случува, повторно Cranberries и слични музики. И тим на девојки фудбалерки, значи играат фудбал, се урнува авионот од на некој патување, авионот се урнува во некои планини и тие нешто како Lost, што беше серијата, треба да преживеат на островот. Но твистот е што девојките, ова е некој символ за женските пријателства и односи во тинејџерски години, прераснуваат во канибали и се делат во мали женски клубови кои се јадат меѓу себе. Така што серијата од тинејџерска прераснува во хорор. Да, канибалистичка серија и ритуализмот на кој они се одлучуваат, бидејќи после 18 месеци заглавени во планините, морат да јадат. И немаат јадење и одлучуваат дека мора да се јадат меѓу себе. И серијата добива многу, ама целата символика е за женските пријателства. Сега таа теза дека жените не можат да бидат пријатели, дека ќе се степаат, знаеше малку проблематична, ама серијата си игра со таа теза. И има паралелна приказна каде што преживеаните од оваа катастрофа се возрастни жени и други актерки ги глумат, познати возрастни актерки, и како тие се справуваат со минатото. Сите го кријат, а станале во меѓувреме звезди бидејќи се преживе. Иако всушност е базирано на вистинска приказна, што уште појезиво. Само во вистинската приказна имало и мажи, а овде е фокусот повеќе на жени. Ќе го истражам ова. Да, Yellow Jackets. И Yellow Jackets бидејќи носат Yellow Jackets. Таа е друга препорака. И не знам дали уште нешто. Dead Poets Society бидејќи го спомна, мораш обавезно да го гледаш The Holdovers.
Го имам Го гледано. имаш гледано? Уживо. Тоа е истиот вајб. Многу ми се свиеше. Да. Многу ми се Да. свиеше истиот вајб и јас тоа го помислив. Тотално уживо во филмот, од почеток до крај. Да. Епта. Holdovers ми е истиот вајб, само што беше по-концентрирана приказ, немаше двајца ликови, Да, немаше да. многу. Знаеш, Тоа е едно тоа- заедничка препорака. Да, да завршиме на Да. тоа. Уште еднаш фала ти, се надам ке Фала дојдеш ти, пак. Максим, се надвам и јас уживав, стварно. Одлично, драго ми е. Фала ви на сите што не гледавте и во денешната епизода. Се гледаме во наредна недела со уште поинтересна тема. Да. Чао!